Почитувани граѓани, новиот министер за земјоделство, Серафимовски, по примерот на неговиот претходник, продолжи да ги лаже земјоделците. Тој е ВМРО, друг човек, исти манипулации. Наместо производната цена, Серафимовски ја соопшти откупната цена. Зголемувањето од 25% не е обврска да го пресмета Министерството за земјоделство. Серафимовски го пресмета на производната цена на грозјето. Според неговите пресметки, производната цена на вранецот е 21,8 денари, а на Смедеревката 20 денари за килограм. Класична манипулација за да се сокрие вистинската реална производна цена и обид да им се отвори простор на винариите да манипулираат со откупната цена на винското грозје. Според Законот за вино, член 21, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, најдоцна до 15 јули, ја утврдува производната цена по килограм произведено винско грозје во тековната година. Според 23 член од истиот закон, трговците со винско грозје, односно винариите, се тие кои што врз основа на шеќерните единици, најдоцна до почетокот на винската година, треба да ја објават откупната цена која треба да ја зголемат за 25% од производната цена. Ако направиме пресметка и ги тргнеме веќе вкалкулираните 25% зголемување на производната цена, тогаш производната цена на вранецот е 17,44 денари за килограм, а на Смедеревката 16 денари за килограм грозје. И оваа откупна цена е зголемена за 25%, која за вранецот 21,8 денари, а за Смедеревката 20 денари за килограм, е понижувачка за лозарите во услови кога сите репроматеријали се поскапени. Министерот Серафимовски им должи одговори на лозарите, да ја објави методологијата како е дојдено до оваа производна цена и како е направено зголемување од само половина денар во споредба со минатата година, и тоа кога само во почетокот на производната сезона имаме зголемување на нафтата, зголемување на минералните џубрева, зголемување на трошоците за работна рака, овој одговор им го должат на лозарите. Методологијата по која е работена не е одобрена од подсекторската група за лозарство. И ова не е крајна откупна цена, при целосна исплата на лозарите, винарите цената ја намалуваат за 8%. Со вакви цени лозарите се осудени на пропаст. Овие 2 години владата на ВМРО немаше пари за поддршка на лозарите. Ја укина мерката за дополнителна исплата по килограм грозје, ама затоа имаше пари за винариите и тоа дури по 10 денари за килограм откупено грозје. Оваа година финансиската поддршка е словена од минимум предадено грозје 30% од производството кај регистрирани откупувачи, и тоа во време кога поголемите винари најавија дека нема да вршат откуп на сортата вранец. Условот за минимална површина на лозови насади е зголемен од 0,2 на 0,5 хектари. Сите политики и мерки на оваа влада во последните 2 години водат кон уништување на секторот лозарство. Бараме да се преиспита начинот на пресметување на производната цена, да се донесе нова методологија во договор со лозарите, да се воведе нова мерка за финансиска поддршка и да се укине делот од 8% ако грозјето се исплати во рок од 7 дена.